Young Stone Alive, екипата на Young Thug и на Гана извади компилационен албум или сериозен албум или долг сериозен микстейп, не знам како сакате може да го наречете, кој се вика Slam Language 2. И тоа беше дефинитивно проектот кој го одбележа викендов кој помина. И може да се каже со право и заслужено, бидејќи на вистина позитивно изненадија Young Thug, Гана, но и цела екипа и сите гостувања, добивме еден доста квалитетен проект од оваа екипа. Неочекувано може да се каже. За мене тотално неочекувано, со тоа што дури и кога на прв поглед онакав видов, единствени две песни кои што ми отскокнаа беа Diamonds Dancing и Solid, бидејќи стварно има two features, една од Drake, другата од Travis Scott, и нама не така ми ги надмина одма во истиот момент. Сите очекувања и целото мислење што го имав, феноменален албум. Ја ќе ти кажам дека еден од поретките албуми со ваков звук кој што ми се свиѓа во последно време, посебно 2021 би рекол. Ти ми кажа чет дека ова е трап звукот што би сакал да го слушаш. Ова е трап музиката која што сакам да ја слушам во 2021. Што значи тоа? Тоа значи дека ова во споредба со Lil TJ и сите тие артисти што ги имаме слушнато, ова ми е 5 пати подобро. Не знам, можеби ме потсеќа на некое малце постаро време каде што Young Thug си има своја продукција, ја знаеме. Овде е Travis Scott малце во некој постар елемент. Овде го имаме Drake, овде го имаме Lil Uzi кој што рапува на она епитом на битови кои што се епитом за Lil Uzi Vert звукот. Така што мислам дека сите се дојдени овде на овој албум да си го направат своето, да бидат најдобра, да ја креираат најдобрата музика што може да ја креираат воопшто и да ја стават на овој албум. И мислам дека токму и тоа го имаат направено. Бидејќи Solid повеќе ми звучи како на Drake песна него ли на Young Thug, мислам дека ќе се сложиме на тоа и двајцата. Мене ме потсеќа многу на оние ликовите кои излегоа лани пролетта, лани зимата, не се сеќавам точно, има таков вајб, ми звучи како да е направена за Certified Lover Boy. Исто. Може би знаеш како, и ако била Throwaway, буквално Drake се мислел дали да ја стави на Dark Lane Demo Tapes, па се решил чекај, ќе ја дам на Young Thug за да ја искористи за својот албум. Конкретно знам дека тебе ти е една од омилените од овој албум, Proud of You, Lil Uzi Vert. Значи Proud of You ми е онака некоја песна што би ја пуштил на крај на Trap the Fuck Up или на почеток на сету, најакото како за мала пауза, онака да си изнавикаме сите, да си изнагушкаме, да си изнапиеме, онака многу ми е uplifting. Proud of You многу добро се надополнуваат Lil Uzi и Young Thug. Баш ми е онака како постари помлад брат момент. I am proud of you. Онака ме допира многу. Ја ќе ти кажам дека ја овој звук го очекував од албумот на Future и на Lil Uzi. Не знам зошто ова многу поише ми лежи кога збореме за Lil Uzi Vert, за неговата музика, него ли се тоа што го прави малце она да биде по-карактеристично, по-bubblegum, да поише експериментира со звук. Или да поише некои забегани работи со рок поврзан или со нешто така. Апсолутно. Ова ми е мене на пример правим Lil Uzi Vert звук. Исто и мене. И многу ми се свиѓа. Ја ова би сакал само да поише да слушам од ова. И третата што ја слушнавме е Travis Scott, исто онака хайлайт од целиот албум. И тоа мислам дека е од самиот Travis Scott feature, но според мене никако не е нешто посебно, едноставно е уште еден обичен Travis Scott feature, кој што е иако добар. Гледај, искрено, слушајќи го албумов од почеток до крај, не се ни осеќа дека е Travis Scott, се осеќа како било кој друг, бидејќи има над 30 артисти сигурно кои се појавуваат на албумов. И тоа е момент што кажува само дека Travis Scott можеби не е семокен, како што некои негови синглови заедно со спот, заедно со целиот ролаут изгледаат. О не, можеби број еден сигурно последниве неколку години, но ова покажува таа, да речеме, обичната страна на човечката страна на еден суперхерој. Ја така го сеќам, но ми се допаѓа, но кога би го рангирал како фичер, би го ставил 5 и 6 може. Исто. И знаеш како тоа е на пример за луѓе што зборат на Travis Scott ефектот. Во многу е интересно, еве ќе ја земеме Spotify кој најголема стриминг платформа, така. Као 3 милиони поише плейс има на Drake featured, него ли Travis Scott. Што ми кажува дека и не е можеби до тој степен онака како не знам зошто, но се уште Drake е она the reigning champion каде што кога ќе доаѓа кога станува збор за бројки или за што не знам. Тука сме морала да кажам малку видов денеска, Кевин Дурант кажува дека
го прашуваат на интервју која музика ја слушате во соблекувална, кој ви е најслушан артист, и он рече дека као мене ми е Дрейк омилен, но последни 2 години Lil Baby го зема тој примат и вика најголем дел од соблекувалната сега да слуша Lil Baby, што многу ми се допаѓа, малце на страна од темата, многу ми се допаѓа, кажува Lil Baby кај како артист, кај стигна од трап артист пред 2 години, 2021 е тука на слично ниво со Дрейк и со Тревис Скот. Не збориме за бројките, кога станува збор за бројки нема никој како Дрейк. Тоа се одлични accolades да имаш уствари, бидејќи на пример знаеме Леброн што може да направи за еден артист, посебно кога е во прашање онака следниот албум на Кендрик Ламар или новиот албум и неиздадени траки од Дрейк, бидејќи тој човек стварно има се слушнато онака уште години уште пред ние да го слушнеме. И мислам дека ова е многу битен момент за било кој артист да ротира и да постојане во ротација во такви кругови. Бидејќи тоа некако е многу сврзано и многу поврзано со хип-хоп културата, посебно кошарката, посебно NBA лигата, и мислам дека сите артисти таму влечат на било каков начин многу голема инспирација и мотивација и енергија зимаат од хип-хоп музиката, па така и на тој начин ја и возвраќаат. Токму тоа, big up до Трајче. Иначе ја пишувам текст за Slam Language 2, можеби ви некој денови ќе спамнеме со оваа тема, но дефинитивно ни пише еден коментар на стори дека е Album of the Year so far и можеби ќе се сложам. Како албум во првото тромесечие, мислам дека се покажа, односно веќе четврто, не знам како иде, првата третина за мене е тука некаде и мислам дека што е многу интересно, како што кажете, само морам да се надополнам на тоа дека ти мислиш дека тука бил секој оставен да направи тоа што најдобро го знае. Јас мислам дека кога станува збор за овие артисти кои се не толку познатите артисти од YSL екипата, мислам дека се земени најдобрите нивни материјали, како они би биле представени во најдобро светло. И мислам дека токму поради тоа албумот има 22-3 песни, може да помине само со првите 10, бидејќи тие се најдобрите, првите 12-13, каде што ги има и најаките фичерси, каде што се појавува Young Thug, бидејќи подоле во албумот не се ни појавува Young Thug толку. Така да мислам дека е земен најдобриот материјал од сите, како би се представиле во најдобро светло, бидејќи очигледно YSL има еден широк ростер на артисти и Young Thug сега да ги представи сите. И сака за сите да имаат свој wave, свој лейн и продажба и популарност. Апсолутно. За мене искрено не знам дали ќе бидат албум на годината, бидејќи има некои други контендери кои што излегува. Но и сега за сега зборам, бидејќи има албуми за кои што се уште немам зборено, но мислам дека онака можеби ќе ја зема таа титула, тоа и трга од таму каде што јас и не толку многу веќе слушам на трап музика кој што ја знаеме, но ова е нешто во кое што можам да се пронајдам онака во 2021 за трап музика. За крај, ова го зборевме на Амок радио, ако го немате гледано ни слушано тој подкаст, отидете на YouTube или на нашите платформи да го чуете. Јас кажав дека очекувам во 2021 звукот се уште е трап звук, тој што е популарен, тој што е клубски, тој што е движечки. И очекувам луѓето што се веќе естаблирани како Young Thug на пример, како Future, како Drake, како дури Кендрик нема веза, не знам каков звук извади. Они очекувам да видам каков звук извади што ќе направат. Ова е, мислам дека е толку добро колку што е, бидејќи е најдоброто нешто од последните години. Значи како собирам материјал од последните неколку години направен од луѓе кои се веќе естаблирани и затоа не може да биде реплицирано. Не може некој друг да земе, ако некој друг го направи, нема да е тоа едноставно. Тука е Уизи на продукција, тука е Young Thug, тука е Гана, тука е Дрейк, Тревис Скот, Rowdy Rebel, Skepta се појавува, Lil Uzi се појавува, Kid Cudi се појавува. Не може ни еден друг артист од помладиве и да проба да го направи, не може да го направи. Апсолутно. Мислам дека ова станува збор за многу, знаеш, операција од многу поголем размер и зала кој што секој артист не може да го земе. Ова стварно може само да го земат артисти ко Гана и ко Young Thug. Примерно Young Thug, бидејќи и тоа е на пример на еден начин и целиот режисер позади се во ова, така што мило ми е што се случи ова. За мене искрено е многу подобар неголи Slam Language 1 и мислам дека само ако продолжат вака до израз ќе дојдат и неговите афилиейтс и неговите сайнис кои што и не се толку моментално познати во овој момент. Еве го Секси Марса, Секси I'm so proud of you. Извинете што каснам, ја слушав на СТР 2 новата. Ја имаме и ние ставено, направивме на адхок МК сцена малце покасно. Доја на пола од преслушување на Slam Language 2. Ги преслушавме трите, да речеме, полабави песни. Сега идеме со 3 доста јаки песни. За крај, мене тоа што ми се допаѓа, освен сите овие работи кои ги кажавме до сега, е тоа што тука се вклучени двата подстилови
на Гана и на Young Thug. Тоа е едниот тој, ја што го викам, vibe стил, значи тој мелодичен трапиш звук, како трите песни кои ги слушнавме до сега. А вториот е овој што ќе слушнеме допрва, тоа е енергичниот Wheezy продукција, што удира јако, што е доста поспора, али е мокна, малце е статична, со оние дувачки инструменти, така малце победничка да речеме. Триумфална, точно. И двете се и двата стила се надополнуваат перфектно, бидејќи Гана и Young Thug и сите нивни affiliates и подпишани и од страна им одговара тој стил. Така да за мене е соопфатен многу добро на blueprint ние ова го правиме. Вакво нешто би требало да направиме ние на македонската сцена, па на Мониум радио или некој друг да го организира, од секој најдоброто у еден звук, онака ова е тоа што се дешава кај нас. Апсолутно. Ова е на еден начин една компилација од луѓе истомисленици, артисти кои што доаѓаат и се го прават и ја креираат најдобрата музика што умеат да ја креираат, и тоа е тоа. Ослободени од било какви стеги. Тоа е тоа. Slam Language 2, идеме со една песна која многу ми се допаѓа, Came and Saw, на која Rowdy Rebel искина, буквално искина, се надмина себе си, мислам. Shout out to Rowdy Rebel, се поише и поише ми се свиѓа. Неговата музика и сите тие работи кои што ги има извадено откако искочи, се многу онака и добри, но и зрели. Многу брзо со оглед на тоа дека не знаеше кои се џорданките од Off-White, многу брзо онака некако се приклучи кон стилот, кон дрил музиката, некако многу добро направи еден одличен кетчап за многу брзо време, за да стигне до овде каде што е, за да се појави и на вакви албуми, и многу ми е мило што се случува тоа и се надевам и едва чекам да слушнам и што ќе извади Bobby Shmurda следно. После тоа ќе слушнеме трагата Walkstar, на која гостува Skepta и артистот Стrik од YSL Gang-от. Ќе збориме, нека пројде, сакам прво да слушнат луѓе, па они да видам дали ќе го фатат тоа, па ќе збориме после за тоа. И после ќе слушнеме трагата Ski, за која веќе има и TikTok challenge и така натаму, секава што треба за ваков голем албум. Идеме со Came and Saw, една прејака трака, Slam Language 2, Pandemonium Radio Show број 24.